Учењето за сајбер безбедност е исклучително важно, особено кога станува збор за заштита на жените од онлайн вознемирување. Жените, за жал, се почесто се таргетирани со различни облици на дигитално насилство. Тие се онлайн злоупотреба на лични фотографии, исто така може да бидат подложени на различни закани, навреди, па се до кражба на идентитет. Ваквите работилници воопшто и учењето за сајбер безбедност е важна пред се во насока на таа потенцијалните жртви, за жал пред се тоа се уште се жените, да имаат информација околу тоа кои се действијата преку кои што се вуваат овие форми, за да можат прво да ги препознаат, а после тоа се разбира и да знаат како да се заштитат, но и каде да пријават, бидејќи пријавувањето е клучно. Би ги стимулирала студентите по право дека можеби треба да излезат од онаа стандардна матрица, дека своето идно работно ангажирање треба да го гледаат во правосудство или во администрација и некои традиционални правни области, туку напротив и сајбер безбедноста да ја стават како една од областите на своје идно делување. Од годинава, 2025 година, и нашата држава може да се пофали дека поседува соодветно законско решение со кое што се регулира сајбер безбедноста на државно ниво. Од тука младите правници, идните правници, како мора да бидат запознаени со овие нови законски решенија. Сметам дека вакви работилници навистина би ни биле од особено значење во нашиот професионален развој во иднина, исто така и како идни правници и како луѓе кои би требале во иднина да се занимаваат со овие проблематики. За нас како правници тоа е многу важно, да знаеме да ги препознаеме кои действија представуваат кривични дела, кои права и кои механизми на заштита му припаѓаат на самите жртви, како навреме да се реагира во случај на различни форми на дигитално насилство.